Gospodi Isuse Hrisте, Sine Božji, pomiluj me grešnoga. U imето на Отецът и Синът и Светиот Дух. Недела на страшниот суд. Овој суд, кој се нарекува страшен суд, ќе се случи кога на крајот на земната историја ќе дојде Синот човечки во славата своја и сите свети ангели со него. Тогаш Господ ќе седне на престолот на славата своја и ќе се соберат пред него сите народи, сите до еден потомци на Адам. Ова не е обичен суд, туку последна, света и праведна пресуда, каде што секој човек ќе биде соочен со своите дела, мисли и намери. И сите овие луѓе Господ ќе ги подели веднаш, како што пастирот ги одделува овците од козите. Оваа поделба не е произволна, туку е резултат на сите избори кои луѓето ги направиле во текот на животот, одразувајќи ја суштината на нивната душа. Господ гледа без обвинители и сведоци, кој кон што се стреми, кој што љуби, кој на што ја предал својата душа. Тој гледа во срцето на секој човек, не само во делата, туку и во мотивите и во намерите. Но за да никој не може да го обвини за пристрасност, за предодредување на секој одделно кон пропаст или кон спасение. Тој ќе му овозможи на секој да го каже својот последен слободен збор, за да и целиот свет види она што тој секогаш го гледа. Овој момент на последен збор е клучен, бидејќи покажува дали човекот има искрено покаяние или е затворен во својата гордост и самооправдување. Господ најпрво ќе се обрати на оние кои се од десната страна негова. Дојдете благословени од мојот Отец, наследете го царството, подготвено за вас од создавањето на светот, зашто бев гладен и вие ми дадовте да јадам, бев жеден и вие ме напоивте, бев странец и вие ме прифативте, бев необлечен и вие ме облековте, бев болен и вие ме посетивте, бев во затвор и вие дојдовте кај мене. Тогаш праведниците ќе му одговорат. И Господ со сигурност вели што ќе кажат праведниците. Тие ќе прашаат со недоумение: Господи, кога те видовме таков и ти послуживме? Ова недоумение не доаѓа од незнање, туку од скромност и искреност на срцето. Праведниците не се фалат со своите добри дела, туку ги гледаат како природен одговор на љубовта кон ближниот. Тие знаат дека се што прават го прават заради љубовта кон Бога и ближниот, а не за да заслужат награда. Но зошто тие токму така ќе прашаат? Па тие го читале Светото Евангелие и вклучувајќи го тоа што ние сега го читаме. Тие добро знаат, ги знаат зборовите кои Господ ќе ги каже понатаму. Бидејќи вие го направивте тоа на еден од овие мои најмали браќа, мене тоа ми го направивте. Праведниците ова го минувале и многу пати слушале од амвонот дека правејќи добро на ближниот правиме на самиот Господ. Но Господ знае дека праведниците нема да одговорат со согласност, например: да, Господи, ние го знаеме тоа. Тоа е напишано во 25-та глава од Евангелието според Матеј. Господ знае дека без оглед на се, тие ќе одговорат со таков искрен, скромен збор. Затоа што праведникот, иако работи и се труди да ги исполни сите заповеди на Господ,
Пред неговите очи секогаш пред се е крстот Господов. Тој е главниот и со ништо неспоредлив знак на неговата љубов. Праведникот не може ни да помисли дека може да му даде нешто на оној кој на сите им дава се, вклучувајќи ги и можностите за давање на другите. Потоа Господ ќе се обрати на оние кои се од левата страна. Одете од мене проклети во вечниот оган, подготвен за ѓаволот и неговите ангели, зашто бев гладен и вие не ми дадовте да јадам, бев жеден и вие не ме напоивте, но и на овие им се дава право на последен збор. Всушност, тие се во поповолна положба. Дури и ако не го читале Евангелието, еве, тие туку што слушнаа како одговорија праведниците. Како го негираа своето право, расправајќи дури и со самиот Бог. И тие слушнаа што им рече Господ на праведниците. Но тие упорно се оправдуваат како што се оправдуваше богатиот од приказната за богатиот Лазар. Тие не се виновни за ништо. Тие според нивните зборови од се срце би му служеле на Господ доколку тој им се јавел. И истовремено тие целиот живот ги одбивале сите подадени раце кон нив. И така поминал нивниот живот, но Господ им дава последна можност и што им пречи да кажат: да, Господи, ние не направивме ништо добро ниту Тебе, ниту на ближните, но помилувај не по Твојата голема милост. Овој суд е јасен повик кон свесност и преобразба. Тој не е само казна, туку и шанса за покаяние. Праведниците не се такви поради делата, туку поради нивната љубов и вера. Грешниците пак имаат последна шанса да се покаат, но многу често, како што покажува Евангелието, тие го прават избегнувањето на одговорност толку интегрален дел од својот карактер, што не можат да се покаат дури пред самиот крај. Некои, размислувајќи за ова Евангелие, заклучуваат дека еве што е потребно за спасение. Помагај на ближниот, прави добри дела. А вероучението и богослужбата се измислени од луѓето. Но всушност, без правилна вера и без учество во црковните тајни едноставно е невозможно да се одговори како што одговорија праведниците, да се даде таква оцена на своите трудови. Мислам, ако праведниците се согласеа со Господовата оцена, а грешниците молеа за милост, судбината и на едните и на другите ќе беше спротивна. Но Господ веднаш ги постави едните по десната, а другите по левата страна. Тој знаеше кој што ќе одговори. Тој со својата љубов направи се за сите да одговорат како првите. И не е негова вина ако некои си ги заслепија очите и затворија ушите. И ќе одат овие во вечна казна, подготвена за ѓаволот и неговите ангели. Забележете, не ќе ги влечат, туку сами ќе одат. Во своето навистина ѓаволско противење на Бога и неговата правда, оваа сцена е моќен опоменувач за секој од нас да размислува за своите дела, мисли и намери, да живееме во љубов и милосрдие, знаејќи дека секое наше дело има свое одекнување во вечноста. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.